Замислете, јас сум доктор по стоматологија. Мислам, самото тоа, млада, имав само 28 години кога ме назначија на функцијата и ромка. И имаше доста голема недоверба во однос на моето назначување, како ќе успеам да ја изменаџирам целата таа огромна институција која што дава мултидисциплинарен пристап и се состои од повеќе одели. Јас откако дипломирав, за жал не можев веднаш да најдам работа согласно со мојата професија како доктор по стоматологија, бидејќи бев стипендист на една прекрасна програма која што се вика Програма за медицински стипендии за роми. Научив многу за компонентите за стапување, почнувајќи од разни проекти преку Фондација Отворено општество и другите партнери и донатори, значи како еден проектен асистент, подоцна како проектен координатор, па се до заменик директор на Сдруженијето на граѓани иницијатива за развој и инклузија на заедниците или скратено ИРИС. Со самото вклучување на ромите во здравствениот систем ќе се помогне да се намалат стереотипите, да се намали тој јаз. Знаете како не ромите ќе почнат да се огледат дека и ромите знаат да бидат образовани, знаат да бидат професионалци, знаат да напредуваат во нивната област. Меѓутоа и самиот ром кој што ја познава културолошката карактеристика на една ромска заедница ќе им биде во помош на ромската заедница кога доаѓа да побара, кога ќе побара пристап кон здравствените услуги, тој процес да им биде олеснителен. Сдруженијата на граѓани се тие кои што се во непосреден однос со заедницата, одат на терен, реализираат обуки, реализираат ракалезни маси и ги слушуваат проблемите на пациентите. И истите тие доколку се детектира дека се повеќе и дека тука настанува сериозен проблем, треба да алармираат на повисоко ниво. Сметам дека институциите не сакаат толку да ги слушаат невладините организации, можеби гледајќи кон нив како не непријател, туку како некој кој што ги можеби претеруваат работите или работат само за средства. Значи треба да се има слух кон такви работи, доколку се има добра соработка и координација, ќе се креираат политики кои што навистина му требаат на едно општество.